Почитувани, владата, предводена од СДСМ и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со конкретни мерки го потикнуваат домашното земјоделско производство. Во време на светска економска криза, каде секојдневно расте цената на храна и репроматеријали на светските пазари, преземаме конкретни чекори за надминување на последиците. Преку интервентниот фонд ги помагаме производителите на житни култури, како стратешки култури, за набавка на вештачко ѓубриво. Досега за оваа финансиска подршка исплатени се 112,9 милиони денари, а ова мерка ја искористиле 6815 корисници. За поголемо домашно производство, секоја педа земјоделско земјиште го ставаме во функција. Досега распределени се 13.000 хектари државно земјиште, а на најголем дел од нив се одгледуваат житни култури. Истовремено, покрај основниот буџет, дополнителни 52 милиони евра се наменети како помош за околу 45.000 земјоделци. Воведуваме нов модел на субвенционирање со цел подршка за земјоделците да станат уште поефикасна и уште понавремена. Досегашниот систем за субвенционирање, каде земјоделците добиваат субвенции без да прикажат доказ дека оствариле производство, заминува во историја. Преку новиот поефикасен систем на субвенции, земјоделците ќе мора да докажат дека имат остварено и предадено производство. За прв пат воведуваме авансно исплаќање на субвенциите. Земјоделците преку програмата за финансиска подршка во земјоделството би добивале основна субвенција, која би се исплаќала авансно, а ќе биде наменета за одржување на земјиштата во обработлива состојба, а можност за авансна исплата на дел од основните субвенции се предвидува и кај сточарството. Дополнителна субвенција ќе следува за стратешки утврдени култури и производи, и таа ќе биде врзана со остварен принос. Во време на најголема светска економска криза, како одговорна партија, продолжуваме со силна и навремена подршка за земјоделците и со политики кои гарантираат зголемено домашно производство. Граѓаните да бидат спокојни, храна ќе има доволно во престојниот период. Благодарам.